Завршната дебата од проектот или завршниот настан од проектот Демографија квалитет на живење на НВО инфоцентарот Македонскиот центар за европско образование и 8 септември од проектот на USAID за поддршка на граѓанското општество, спроведуван од Фондацијата Отворено општество Македонија. Ова беше проект кој што во континуитет ги дискутираше прашањата околу демографија, попис и избирачки список. Имавме едно истражување кое што во сличен состав го промовиравме пред едно 7-8 месеци. Во меѓувреме направивме серија дебати низ градовите во Република Македонија, 6 дебати во 6 градови и една во Скопје. Ова би требало да биде некоја финал или заокружување. Одбравме да не одиме многу во детајли од тоа што сме истражувале, туку повеќе да се фокусираме на актуелниот момент и она што е актуелно денес и она што би требало да се случи во наредниот период, а е непосредно врзано за прочистување на избирачкиот список. Токму затоа и оваа дебата ја насловивме како прочистен избирачки список невозможна мисија. Се обидевме да ги добиеме и се мислам дека ги добивме најрелевантните луѓе кои што можат да кажат мислење и предлози за тоа како дали е возможна мисијата на прочистување на избирачкиот список. Покрај Билјана Бејкова од НВО инфоцентарот како домаќин на оваа дебата ќе ни се обратат и Дарко Алексов од Граѓанската асоциација Мост, Џабир Дерала од Цивил центарот за слобода, господин Оливер Спасовски, поранешен министар за внатрешни работи, и господин Дончо Герасимовски, поранешен директор на Државниот завод за статистика и искусен статистичар, кој што беше вклучен во проектните активности. За да не должиме понатаму, ќе давам збор на Билјана да даде вовед во дискусијата, а потоа ќе имаме можност да ги чуеме и сите кои што ги најавив. Благодарам. Благодарам, Бојан. Јас би сакала само пред се добар ден на сите, се извинувам. И на почеток би сакала само да ги споделам во суштина размислувањата на граѓаните и на сите оние кои што учествуваа во дебатите кои што ги реализиравме во Битола, во Струмица, Велес, Дебар, Тетово и во Кавадарци. На овие дебати беа присутни обични граѓани, граѓански активисти, луѓе кои што се дел од Државната изборна комисија на локално ниво, оние кои што имаше луѓе кои директно биле вклучени во теренската проверка на податоците од избирачкиот список. И јас би сакала со вас да споделам дел од импресиите и на некој начин пораките кои што тие ги има до луѓето кои што директно се вклучени во прочистувањето на избирачкиот список и секако до Државната изборна комисија. Она што можам да го споделам е дека граѓаните се разочарани од процесот кој што тече во однос на прочистувањето на избирачкиот список, дека недовербата кон избирачкиот список се зголемува и исто така дека сметаат дека Државната изборна комисија пропушти во суштина голема шанса да профункционира како професионална, независна и стручна институција која што ќе биде одговорна комплетно за целиот процес на подготовка и на спроведување на изборите, секако на прочистување на избирачкиот список. И мислам дека тоа разочарување и од целиот овој процес и од досегашната работа на ДИК можеме и самите да го видиме од начинот на кој што сега граѓаните реагираат откако повторно се отвори за проверка избирачкиот список на интернет, електронски, каде што повторно можат луѓето и по име и по адреса да проверуваат. Онаа возбуденост, онаа учество, онаа желба на граѓаните да се вклучат во процесот кој што го имавме на почетокот и кој резултираше со неколку илјади представки до Државната изборна комисија, затоа што луѓето пронајдоа на своите адреси или на други адреси во најмала рака спорни или индикативни гласачи, сега таа возбуда ни оддалеку ја нема. Ниту се дискутира за тоа, мислам дека веќе како и да не постои доверба во тој процес на прочистување, бидејќи на крајот знаеме после оној процес на прочистување на избирачкиот список ниедна од представките на граѓаните кој што беше доставена не беше ниту разгледана. Така што тие се разочарани и сметаат дека Државната изборна комисија
покрај тоа што на некој начин станува трговија на гласови, трпи различни политички и партиски влијанија, особено од партиите на власт, дека се гласа 2 и 2 да се 5, а кога знаеме сите дека се 4, значи тие имаат впечаток дека во суштина и за конкретни работи, и за точни бројки само се гласа и се надгласува и на тој начин немаат доверба во она што се случува и во начинот на кој што се одлучува во Државната изборна комисија. Свесни се и за тоа дека до екипирањето на Државната изборна комисија не беше завршено, знаат дека голем дел од вработувањата кои што беа направени беа времени вработувања, што исто така фрла една голема дамка врз комплетното функционирање на Државната изборна комисија. Во однос на избирачкиот список, дел од луѓето, да речеме, кои што беа директно вклучени во или биле директно вклучени во прочистувањето, односно во проверката теренска, сметаат дека не биле доволно обучени. Прашањето беше и како воопшто биле селектирани луѓето кои што одеа на терен. Некои дури изрази и сомневање дека оној избирачки список кој што беше објавен во електронска верзија, она што тие го добиле да го проверат, дека биле два сосема различни списоци. Значи имаше многу незадоволство и исто така прашања што понатаму. Значи како ние можеме да излеземе од оваа ситуација во која што поголемиот дел сметаат дека имаме повторно невалиден, повторно нерелевантен избирачки список и мислам дека само како да ја отворам и подлога да дадам на целата дискусија, големиот дел од нив се залагаат за активна регистрација. Тоа на некој начин се поклопува и со предлозите на стручњаците и дел од представниците на политичките партии кои што ги интервјуиравме и беа дел од студијата која што ја направивме. Исто така јасно им беше име на граѓаните дека базите на податоци во Македонија се неажурирани, неквалитетни, дека има многу манипулации и дека во суштина треба навистина сериозно да се работи на прочистување и на ажурирање на тие бази, на нивна компатибилност исто така. Посебно се нагласува оние бази на податоци кои што постојат во Министерството за внатрешни работи и затоа се залагаат и за единствен регистар на граѓани, свесни се дека тоа е процес кој што трае со години и така слично, но навистина бараат и краткотрајни решенија кои што ќе донесат до прочистен избирачки список до следните избори, но исто така и трајни решенија за понатаму. Јас не би должела повеќе, бидејќи мислам другите панелисти имаат да кажат и многу поконкретни работи. Јас само сакав да споделам со вас дел од расположението, размислувањата, ставовите и пораките кои што ги имаат дел од граѓаните кои што учествуваа на дебатите и кои што навистина им беше важно овие пораки да стигнат, односно да ги пренесеме што е можно појасно, позасилено и да стигнат до Државната изборна комисија и до сите оние кои што одлучуваат во врска со изборите. Благодарам. Благодарам, Билјана. Ќе продолжиме редоследот на граѓански организации. Дарко Алексов од МОСТ. Дарко, вашата организација имаше серија предлози за тоа како најбрзо да се дојде до прочистен избирачки список, па ќе биде корисно да чуеме сега во оваа критична фаза кога сме во ќорсок како би можело од него да се излезе. Повели. Значи, накратко, тоа што е ставот на граѓанската асоциација МОСТ е дека се ова што го гледаме сега и не е прв пат да го кажуваме е последица. Вистинскиот проблем поврзан со избирачкиот список и со комплетниот систем на менаџирање на податоците на граѓаните по најразлични основи е тотално нефункционален, застарен и подложен на злоупотреби. Што значи тоа? Тоа значи дека
сите оние бази на податоци кои што стигнаа во Државната изборна комисија на база на договорот кој што се постигна помеѓу политичките партии, наравоучението е дека ниту една база не можеше да се најде компатибилна за да може да се вкрстат и да се споредат податоците. Тоа значи дека имаме неунифициран систем на водење на бази, не само во делот на банкарство, не во делот на здравствена заштита, не во делот на пензиски фондови. Значи, која база и да ја земеме во предвид, истата мораше да биде обработувана, нормализирана, податоците валидизирани, на што се изгуби скоро еден месец. Што кажува тоа? Тоа кажува дека ова што го гледаме сега и сите овие препирки и сите оние наши 10 годишни замерки и препораки кои што ги даваме поврзани со избирачкиот список се всушност адресирање на последиците од вистинскиот проблем. Вистинскиот проблем е дека не постои систем кој што унифицирано ќе ги агрегира, ќе ги обработува и ќе ги чува податоците за секој граѓанин, од каде што ќе може да се прави екстракт на оние граѓани кои што имаат право на глас. Се друго се средува, се друго се прави во закон, се друго може да се обработи или да се сработи на база на договори, на база на најдобри практики, доколку има политичка волја, се разбира. Проблемот е дека реформата која што е поврзана со системот на чување, ажурирање и раководење со податоците на граѓаните во Република Македонија е застарен, делумно нефункционален и отворен за злоупотреби. Од таму, според Граѓанската асоциација Мост и во изминативе скоро 10 години ги повикуваме граѓаните тие да бидат оние кои што сериозно ќе се зафатат со проверка на сопствените податоци од оние бази кои што се на располагање. Јас не би рекол дека работите поврзани со избирачкиот список, односно правото на граѓаните да ги проверуваат своите податоци и нивната желба да го направат тоа во моменталната база е намалено или го нема. Првиот момент кога ќе има нешто поопипливо со изборите, граѓаните и те како ќе се вклучат и ние ќе се погрижиме граѓаните максимално да се вклучат. Греф на Државната изборна комисија покрај многуте други недоследности и непринципиелности кои што ги видовме во изминатиот период е и тоа што не ги испочитува оние граѓани кои што ги пријавија сомнителните записи во избирачкиот список преку алатката која што ја овозможи Државната изборна комисија во комплетен број од околу 7300 чина. Пола дел од нив ги вметнаа во теренските проверки како проблематични записи кои што произлегле од вкрстените проверки, а со дел од нив не се случи ништо. Што значи тоа? Тоа значи дека граѓаните во наредниот период ќе мора максимално одговорно, мотивирано да му пристапат на овој механизам кој што е во моментов на располагање наше како граѓани и единственото нешто каде што можеме да ги гледаме работите, како се и кој е квалитетот на избирачкиот список и да делуваат и активно да придонесат избирачкиот список да биде среден. Затоа што прашавте што е најбрзата, да речеме, најбрзото решение. Друго, институционално решение. Значи, јас сега можам да кажам неколку работи. Еве, например, деполитизација на Државната изборна комисија. Невозможна мисија во оваа фаза. Значи, ја не верувам дека партиите воопшто зборат за реформи и инструменти во овој момент, иако сме сите свесни дека има нешто позади завеса. Ја мислам дека пазарат бројки колку да се избришат, како да се избришат и зошто да се избришат, за да се оди на избори. Сега, ако се луѓето бројки, тоа е веќе друга работа. Најбитно од се во оваа фаза е граѓаните да превземат собственост врз избирачкиот список и максимално одговорно да пријавуваат до Државната изборна комисија секоја неконзистентност што ќе ја забележат во избирачкиот список. Тој е сега објавен во истиот оној формат, само фали местото за пријава. Ние сериозно ќе се погрижиме
и Државната изборна комисија, тој модалитет за пријавата, односно механизмот граѓанинот на самата веб страница да има опција да пријави, мора да ја остави за да имаме поефикасна комуникација со граѓаните. На крајот од денот, изборите не се случуваат заради политичките партии. Изборите се случуваат за граѓаните да ги изберат, првенствено, граѓаните да ги изберат своите представници. И ако се случуваат заради граѓаните, треба на граѓаните да им овозможиме, односно да им се овозможи да бидат и активни учесници во тој процес, а не само да гласаат на изборен ден. Понатака, се изнаслушавме бројки во овој период, да ви кажеме, многу тешко се фаќаат краевите, ние со ова се занимаваме веќе 15-та година скоро, сме го работеле овој сличен концепт и надвор од Република Македонија и надвор од рамките на Европа. Меѓутоа, една работа која што мораше да се случи е Државната изборна комисија во детали, прецизно и лесно за разбирање да ги објасни бројките кои што произлегоа и од вкрстените проверки, односно административната проверка, и од теренските проверки. Како што можевме да видиме и од истражувањето на ИРИ, довербата во избирачкиот список е намалена. Значи, намалена е довербата во избирачкиот список од тоа што, да речеме, беше пред 6 месеци. Па не беше целта да ја намалиме довербата во избирачкиот список. Не беше целта да ја намалиме довербата во институцијата Државна изборна комисија. Уопште не беше целта да ја намалиме довербата во изборниот процес. Напротив, сите работевме да има избори. Меѓутоа, проблемите кои што искочија на површина, јас ги посочив оние проблеми кои што се системски проблеми и се во рамките на институциите и начинот на кој што се водат податоците на граѓаните. Меѓутоа, исто така искочија на површина и проблемите со адресите во Република Македонија. Ние не сме голема држава за да имаме такви драматични проблеми со адресите и со улиците во Република Македонија. Да, има голем дел од државата кој што е рурален, каде што немаме улични системи, меѓутоа со добра реформа, со ефикасна методологија, и тоа се средува. Едно од нашите препораки беше сите оние граѓани на кои што ќе им се смени улицата во иднина, да имаат право бесплатно да ги сменат своите лични документи. Па да видиме дали општината, односно државата, односно градот или кој да е надлежен во реонот каде што се случува промена на име на улица, дали така лесно ќе ги менуваат имињата на улиците на 3 месеци или на 2 години. Сега, кога ќе ги собереме сите овие парченца, ќе се направи еден мозаик кој што се вика последица. А секое парче е проблем само за себе. И ние нема да можеме да ги завршиме, односно да ги средиме сите овие работи, нити до евентуален ноемвриски изборен процес, а може би и не, и најверојатно не, и до мартовски или априлски изборен процес. Значи, не сакам ни да навлегувам во оние институционални проблеми, по прашање на административни работи, по прашање на непочитување на процедури, по прашање на, не знам, еве на пример ќе ви кажам една процедура која што беше пропишана во методологијата и само една ќе кажам, а не беше испочитувана. Значи, извештајот што Државната изборна комисија го даде во јавност, согласно методологијата, требаше да ги содржи преглед по избирачки места и општини и по изборни единици. Ние добивме извештај, тоа го пишува во методологијата, која што е договорена меѓу 4 партии, е дел од Пржинскиот договор, име одобрена, изгласана во Државната изборна комисија да се работи по истата. Ние добивме извештај во кој што имаше само изборни единици. Значи, кога Државната изборна комисија не си ги почитува правилата и процедурите, можам само да замислам како било во другите институции кои што се дел од овој процес. Значи, на Република Македонија и треба системско решение кое што ќе ги
анулира сите проблеми кои што ги детектиравме во овој период и ќе ја врати до вербата не само во избирачкиот список, туку ќе ја врати до вербата во системот во целина или генерално. Ако не дојдеме до таков еден систем, ќе биде многу, како да кажам, тешко да ја вратиме прво желбата на граѓаните да гласаат, а второ и до вербата во сите оние кои што евентуално би били избрани на едни такви избори. Тука ќе застанам, а ќе се вклучам повторно ако треба. Благодарам, Дарко, за овие конкретни предлози и забелешки. Џабир Дерала од Цивил, Џабир и Цивил... Да, по препорака на камерите, да. И вашата организација имаше исто така ангажман на и теренски со граѓаните и во однос на следењето на изборите. Кои се вашите препораки и предлози за ефикасно пречистување на избирачкиот? Добро, нашите препораки и предлози се комплементарни, ако не и идентични со препораките и предлозите како на МОСТ, така и на други релевантни организации и институции во земјата и во странство. Ако ми дозволите, јас прво со сиот ризик Државната изборна комисија да испрати уште едно соопштение до јавноста во која ќе го карактеризира Цивил и МОСТ како организации штетни по процесот и по работата на оваа институција, а потоа со ризик да добиеме уште едно додатно писмо, не знам дали вие во МОСТ добивте уште едно писмо на адреса, во кое дополнително се критикува жестоко работата на нашите организации. Сепак би сакал да проговорам накратко за легитимитетот. Видете, како последица или за последиците од работата на институциите накратко зборуваше Дарко, но државата во Република Македонија, користејќи ги своите инструменти и сите останати полуги, во изминатите години направи сериозни действија кои избирачкиот список го сведоа на еден алваџиски тефтер кој може лесно да се злоупотреби и со него да се манипулира волјата на гласачите во Република Македонија. Ние зборуваме за многу сериозни системски интервенции во кои има сериозни кривични дела. Впрочем, како што знае јавноста, дел од тие кривични дела сега се предмет на работата на специјалното јавно обвинителство. Ние како организација во изминатите години, а така и во изминатите месеци додека траеше обидот да се легитимира Државната изборна комисија, дојдовме до навистина фрапантни податоци. Не зборуваме веќе за еден фолклор во кој некој направил некој трик со кој ја заобиколил законската регулатива. Ние зборуваме за институции кои системски, користејќи ги законите, користејќи ги процедурите, а пред се користејќи го персоналот свој, внесувал интервенции, лажни податоци и ја создал забуната, овој лавиринт во кој сега ние се наоѓаме. Избирачкиот список не е подобар од она или не е многу подобар од она што беше претходно. Државната изборна комисија во овој процес го изгуби легитимитетот. Тоа се случи затоа што Државната изборна комисија не успеа да се издигне над политичките интереси. Ние внатре имаме партиски борби, наместо да имаме професионално тело кое ќе се занимава со избирачкиот список и со сите останати не помалку важни компоненти на избирачкиот процес кој е во најблаго кажано тажна состојба. И тоа со години. Ние имавме проверка на избирачкиот список во кој имаше низа недостатоци, низа недоследности и сигурен сум дека тие недостатоци се намерни. Се работи за тоа дека бројката на сомнителни записи, кои беше проверувана на терен, не вклучуваше претходно идентификувани фантомски гласачи. Ова секако со сиот ризик една членка од Државната изборна комисија да повторно да ме повика јавно преку интервјуа во провладините мегафони,
да им набележам точно кои се фантомските гласачи. Ги имаме со адреси, ги имаме со број на избирачки места каде што гласале и ги имаме и имињата на луѓето во чие име се гласало додека тие биле во странство и не се вратиле по 10, по 5, по 15 години, а тие се наоѓаат во избирачкиот материјал заокружени како да гласале. Нашата организација, како една од организациите кои релевантно се занимаваат со овој проблем, има сериозни методологии и нема никакви интереси да ја прикажува вистината на поинаков начин, односно да манипулира со вистината. Имаме податоци и сведоштва кои зборуваат точно за тоа дека се уште имало фантомски гласачи, меѓутоа не се нашле на списокот за проверка на терен. И исто така, луѓе кои се наоѓале како сомнителни гласачи во тој избирачки список зборуваат и изнесуваат податоци и сведоштва и документи според кои се гледа дека 30 години наназад не ја промениле својата адреса, немале никаква промена во својот секојдневен ритам и се зачудуваат, па и навредени дел од нив се јавуваат во цивил, бидејќи кога ќе им кажеме па јавете се и во Државната изборна комисија, тие велат тие не постојат за нас. Ние се јавуваме кај вас и во МОСТ и тоа е се. Она што исто така го забележавме во текот на таа, има стотици примери, е дека се случувале ситуации дека тие не живеат воопшто на таа адреса, каде што биле проверувани. И обратно. И многу други такви случаи. Тие се представуваат и со име и со презиме, секако кога ги објавуваме на нашата веб страница. Според нашата методологија, ние одиме со секојдневно објавување на нашите наоди. Нив ги заштитуваме како идентитет, 100%. Но тие имаат доверба и се представуваат и ги даваат дури своите документи за подкрепа на тоа што го тврдат. И ги повикуваме да продолжат да го прават тоа. Иако не можеме, за разлика од претходно, првиот пат кога беше даден избирачкиот список на јавен увид, кога и ние со голем оптимизам и со радост ја дочекавме таа алатка на ДИК, сега не можеме да им гарантираме дека нивните забелешки, дека нивните сведоштва, дека нивните податоци ќе наидат на позитивен прием кај Државната изборна комисија. Бидејќи стотиците пријави за кои пишувавме, сведочевме, и за тоа дека разговаравме со дел од представниците на институциите, гледаме дека воопшто не се земени предвид. Меѓутоа, овој процес е долг и макотрпен. Ако замолчиме и се обесхрабриме, дури тогаш нашиот крај ќе биде извесен и лош. Ако бидеме истрајни и ако постојано укажуваме на тоа што се случува и со избирачкиот список, меѓутоа и со целиот систем избирачки процес, а се разбира и во поширока смисла на зборот, тогаш имаме шанса како граѓанки и граѓани на Република Македонија да дојдеме до она што го викаме нормално општество. Малку е тажно кога велиме слободни избори. Изборите тоа го подразбираат да бидат слободни. Она што во Европа го гледаме како многу нормално секојдневие, овде за нас изгледа како научна фантастика. Само со учество на граѓанките и граѓаните, секојдневен притисок, имаме надеж дека ќе направиме некакви промени во овој систем. Благодарам. Благодарам, Джабир. Дарко ги спомна институционалните проблеми, господине Спасовски, вие како доскорешен министер за внатрешни работи имате увиди во институционалните проблеми и во базата на МВР. Која е улогата на таа база, дали има шанси да биде корисна за прочистувањето на списокот и што се случува во моментов и во МВР и во Државната изборна комисија? Ке седнете тук или може? Може. Добро, благодарам многу за поканата за оваа дебата. Мислам дека е исклучително важна и дава придонес кон она за што сите ние се залагаме, освен власт.
постојат два клучни факта кои што никој не може да ги негира, дека Македонија има проблем со слободните избори, а има проблем заради тоа што имаме инструменти кои што се користат за злоупотреба на избирачкото право. Еден од инструментите е избирачкиот список. Зошто е тоа така? Прва и основна работа е фактот дека имаме отворено предмет во специјалното јавно обвинителство во кое што се третираат токму изборните нерегуларности. И веројатно таа истрага, тој предмет, тој судски процес ќе мора да покаже што се случува со избирачкиот список, што се случувало на денот на изборите. И вториот непобитен факт е дека и после прочистувањето на избирачкиот список имаме 5122 избирачи повеќе од тоа што било претходно. Многу нелогично, ако ние решиме нешто да чистиме во една просторија од 10 столчиња, сега на крајот имате 12 после чистењето. Така да окупацијата на институциите во Република Македонија, партизираната окупација во изминатиот период во овие 10 години покажува дека е срушен системот на функционирање на државата. И од тука се појавуваат институционалните проблеми. Најважна причина мислам дека е немањето на политичка волја. Бидејќи политичката волја на елитата на власт, на ВМРО ДПМН и на ДУИ, не е да организира фер демократски избори, да ги унапредува демократските процеси, да ги демократизира институциите во Република Македонија, заради тоа што владењето нивно се сведува само на бројки. Бројки во гласови, бројки во пари. И ништо друго не подразбира моделот на реформите. И точно е дека имаме и застарен систем, меѓутоа точно е дека имаме систем кој се злоупотребува. И тоа што можеме да го добиеме како релевантен податок, се злоупотребува во рамките на институциите. И ова е шанса, ова е момент кога мораме сите, кога говорам за сите, зборувам за граѓаните на Република Македонија, да истраеме во процесот, заради тоа што сега е моментот и сега е шансата да се направи нешто во делот на избирачкиот список. Не дека можеме да направиме реформи. Значи, реформи со оваа влада, реформи со оваа партија која што ги окупира институциите 10 години, не се возможни. Илузија да очекува некој дека можеме да направиме реформи. Да ги сведеме на минимум проблемите кои што постојат и во делот на избирачкиот список, и во делот на медиумите, е нешто за што можеме и мораме да се избориме во овој период. Не е тоа нешто што на крајот ќе констатираме дека да, ние го прочистивме избирачкиот список и ги отстранивме сите системски проблеми во државата. Тоа не може да се случи заради тоа што за да ги отстраните сите проблеми системски, ќе мораме да имаме сериозни реформи во целиот систем и во системот на Министерството за внатрешни работи, и во системот на Министерството за правда, управата за водење на матични книги и така натаму, се со цел да преку еден комплементарен систем ние на крајот добиваме резултати кои што ќе бидат реални, резултати кои што ќе бидат веродостојни, резултати во кои што никој нема да се сомнева. Имавме објавување на избирачкиот список од страна на Државната изборна комисија, премногу јавувања од страна на граѓаните, кои што реагира на тоа дека во нивните куќи се наоѓаат одредени гласачи, и при тоа сето тоа се занемарува. И јас можам да кажам дека целиот тој процес беше со само декларативна волја дека нешто сакаме ние да спроведеме, да го прочистиме избирачкиот список, да ги добиеме релевантните податоци или да ги провериме оние кои што сериозно се сомневаме. И тоа беше на почетокот на тој процес, иако во рамките на Министерството направивме заеднички комисии, мешани комисии во кои што учествуваат луѓе од различни интереси кои што имаат натре во Министерството, за да можат да едни со други заеднички го водиме процесот, да немаме
процес кој што нема да биде веродостоен. Тоа можеше да се направи, јас го тврдам, јас сум убеден во тоа, заради тоа што ако имате искрена политичка волја, лесно можеме да ги провериме состојбите, меѓутоа треба да бидеме растретени сите од некаква друга партиска позадина или од таа криминална позадина во смисла на изборите, за да дојдете до релевантен податок. Малите бројки на неконзистентни записи, малите бројки на гласачи кои што беа на почетокот доставувани од ДИК до Министерството беа проверувани, тука нема никаков проблем. Проблемот настана кога мораше да се провери бројката од скоро 72.000 избирачи, доставена до Министерство за внатрешни работи, и тука настана несогласувањето. Знаете дека јас не ги подпишав податоците до Државната изборна комисија, заради тоа што не можам, и тоа нема да го направам никогаш, и без разлика кој е начело на таа влада, да за одредени податоци кои што не постојат во Министерство да подпишам дека постојат. И од тие 71.793 лица кои што се проверува, а се проверува рачно, заради тоа што Министерството нема систем кој што ќе гарантира поинаква електронска проверка, и затоа тука мора да се направат сериозни реформи. Ќе напоменам што е моето мислење во овој дел. После рачната проверка се констатираше дека околу 18.000 немаат никаков документ, никаква апликација за вадење на лична карта или на вадење на патна исправа. И тука настана проблемот. Наместо дополнително да извршиме проверки, преку праќање на полицајци на терен, на одење на тие адреси, да видиме што е работата, јас не можам и не сакам да веднаш констатирам дека тие луѓе не постојат во Македонија. Ама за тоа треба да има проверка. И да видиме дали, ако Оливер Спасовски има лична карта, а во Министерството не постои никакво барање дека поднел за да ја добие таа лична карта, можеби тие документи не биле добро чувани во Министерство за внатрешни работи. Меѓутоа, на адресата на која што живее Оливер Спасовски мора да го има и да се добие некаков податок. Што беше проблем тоа да се провери? Наместо тоа да се случи, имавме доставување на податоци, и тоа со подпис од дополнителен заменик министер Чавков, со подпис од председателот на комисијата, што е прочем и државен секретар во Министерството, и тука се покажа веќе начинот на кој што Државната изборна комисија одлучува политички. Сега говориме и се согласувам дека е најдобро за Македонија да имаме стручно експертско тело кое што ќе води Државната изборна комисија. Ама веднаш ми се постава прашање кои се експертите кои што треба да влезат во Државната изборна комисија. Вие гледате дека од делот на експертите имаме 20 членови на Државната изборна комисија кои што се приклучија на носење или беа дури предводници на носењето на партиските одлуки. А при тоа јавноста ги дозна причините кои што се. Како се влегува во Агенција за цивилно воздухопловство на еден син на член на комисијата. Што се прави со другите членови и така натаму. Тоа укажува дека личниот интерес се става во функција на заштита на некаков партиски интерес на штета на општиот интерес, на штета на граѓанскиот интерес. И тоа е само еден дел од несогласувањата. Нормално дека вториот сегмент беше не давањето на 124.000 избирачи да бидат проверени воопшто во Министерство за внатрешни работи. Од тие 124, 16.000 се повторува нели во други проверки, 107.000 остана, кои што требаше да бидат доставени до Министерство за внатрешни работи. Тука ДИК, спротивно на методологијата, спротивно на прописите кои што се донесени, и тука се согласувам и со Џабир и со Дарко што го кажа, немаше волја да тоа биде проверено. Не мора да бидат проверени. Кој е изговорот? Па не може да ги проверуваме, тие биле разна етничка структура која што може би да биде загрозена. Па ќе ослушате Ахмети или некој од ДУИ, па тоа се албанци кои што некој сака да ги брише
или ќе го чуете Груевски и неговите од ВМРО, па тоа се повеќе македонци кои што некој сака да ги брише од избирачкиот список. А реалната слика не е така. Реалната слика дека се сите граѓани од Република Македонија од различни етникуми на тие податоци од 107.000 избирачи. И тоа самото по себе покажува дека тие луѓе се надвор од Република Македонија. Заради тоа што не ги избираа луѓето што заминуваат по етничка, по верска припадност. Тие заминуваа од маките кои што ги имаа во Република Македонија, од понижувањата кои што ги доживуваат од системот. И затоа се мешани, таму имате и македонци, и срби, и албанци, и турци, и власи, и бошњаци, и македонци, муслимани, и секакви други кои што се најдоа на тој избирачки список. И јас тврдам дека тие се луѓето кои што се надвор од Република Македонија и кои што треба да бидат на посебен извод од избирачкиот список. Зошто ова го тврдам? Направивме со мојот тим, со кабинетот во Министерство за внатрешни работи, и тоа сум го кажал неколку пати, пак ќе го повторам. На случаен избор од 5000 избирачи што беа во рамките на тие 107. Проверивме преку граничното управување во Министерство за внатрешни работи. Официјалниот податок од 5000 е дека само 4 се заминати надвор од Република Македонија. Кога проверуваме во одделот за гранични работи, во системот, излегува дека 80% се евидентирани дека заминале пред повеќе години од Република Македонија и не се вратиле назад. Што беше проблемот? Да ги провериме сите 107.000 и да кажеме да, од 107.000, 80-90.000 се надвор од Република Македонија. Нека се и 107.000 ќе ги ставиме на посебен извод од избирачки список. Па ако во тие 107.000 се најде некој кој што е во Република Македонија, има можност при увидот тоа да го забележи. И тоа очигледно е дека намерата е сосема друга. Податокот, фактот дека најдовме 35.000 лични карти направени во Министерство за внатрешни работи, кои што стоеа низ секторите за внатрешни работи, низ оделенијата за внатрешни работи, не подигнати. А не подигната лична карта врз основа на закон не произведува правни последици, не е пуштена во правен промет. Нивните податоци се најдоа на избирачкиот список. Некој ќе рече, да, ама тие се замена на личните карти. Да, може би и замена на личната карта. Ама се додека таа стара лична карта не биде донесена во Министерство за внатрешни работи, не може новата да биде во правен промет. Не може податоците да бидат со променетите адреси во правен промет. И тоа е сомнежот кој што се раѓа кај мене, кај многу граѓани на Република Македонија, дека тие 35.000 лични карти се користат на денот на изборите. Им ги дава некој од Министерство за внатрешни работи на поединци, гласаат во нечие име и ги враќаат повторно назад. Сега, за среќа или за жал, не знам како, се наоѓаат во специјалното јавно обвинителство. И јас се надам дека тука ќе се потврди или ќе се демонтира ова тврдење. Или колку од тие лични карти се злоупотребени или не се злоупотребени. Ама еднаш мора да чистиме таа ситуација. Дали имаме сега услови да биде прочистен и тоа колку толку да биде прочистен избирачкиот список? Или во најголема мера? Имаме. Дали ќе го прочистиме целосно до било кој одржување на изборите? Дали ќе биде во ноември или ќе биде тоа некаде подоцна? Нема целосно да го прочистиме. Ако сакаме целосно да го прочистиме, говорев, ќе треба да направиме многу реформи во институциите. Ама за да ги реформираме институциите, мораме да ги деполитизираме и да ги декриминализираме. Се додека имате во Министерство за внатрешни работи началници со фалсификувани дипломи, за што збориме ние? За која декриминализација на институција или чистење на избирачкиот список? Се чекаше еден час после заминувањето мојот Министерство за внатрешни работи да бидат укинати решенијата за да бидат тие за суспензии да бидат вратени на работа. Иако тој процес не може да биде стопиран. Фалсификатот е утврден и тоа е фалсификат. Ама благодарение на партизацијата и злоупотреба на политиката, тие луѓе се држат на работните места. Кога говориме за реформа во системот на Министерство за внатрешни работи, прво мора да се направи еден централен систем за граѓаните,
кои што податоци ќе бидат користени од сите институции за кои што имаат потреба од користење на тие податоци, ама тој систем мора да биде заштитен, да не биде злоупотребуван, да не зависи системот од Оливер Спасовски или од некој друг од друга политичка партија, да не зависи од било кој министр кој што ќе седи на таа позиција и да може да функционира. И затоа треба да се направи информатички систем кога граѓанинот ќе дојде да побара патна исправа или лична карта, да се знае што мора да донесе како документ, тие документи да бидат скенирани, ако не ги скенирате системот да не дозволува да се изработува таа лична карта или таа патна исправа, и сето тоа да биде добро складирано во еден хардвер. Ако тоа го имаме, тогаш нема да имаме потреба во ниту еден момент повторно, рачно, да проверуваме и да зависи од волјата на еден или на друг. Туку ќе имаме систем кој што ќе функционира. Ама, за да функционира тој систем, не може да ни се случува ова што сега се случува. Ќе направи патна исправа со некоја си адреса во странство, затоа што тој граѓанин на Република Македонија, односно државјанин, никогаш не живеел во Македонија, а се наоѓа во избирачкиот список, не во изводот, во избирачкиот список, каде на адресата на неговиот дедо, кај што живеел. Ама во законот не кажува дека јас можам да влечам право на живеалиште по мојот татко или по мојот дедо. Туку заради тоа што јас поседувам живеалиште, имот и така натаму, кој што е основа да ми се запише тоа живеалиште. Ова ми го кажува раководителот, односно помошник министерот за информатика. Министер, ние сме запишувале на такви адреси, затоа што ни наредија така да правиме. А кој може да ви нареди ако не е тоа пропишено во закон? Како е засновано на закон, така треба да го направиме. И затоа ни се наоѓаат сега луѓе кои што немале последно живеалиште во Република Македонија, а на избирачки список. Ја успеав за тие ефективно 4,5 месеци колку можев да работам, да избришеме 500 жители на центар, познати гласачи од Пустец, или како ги нарекуваме изборни туристи, кои што идат на денот на изборите, гласат па си заминуваат. Самото бришење во управна постапка, кој што никој не го оспори, покажува дека има криминал. Биле издадени лични карти во центар без да поседуваат соодветна документација, без да поседуваат имот, стан, куќа, без да поседуваат договор дека се во закуп на стан или на куќа во општина Центар. 524 беа такви. Тие се избришани. Нормално дека има и уште такви низ Република Македонија. Што ќе зборуваме за запишени избирачи на влезови кои што не постојат, на катови на кои што не постојат. Затоа Џабир зборуваше. Тоа не треба да бидете многу паметни за да тоа го направите. Ние исто така направивме штик проба за во Маđари. На адреса таа и таа запишани 15, 16, не знам колку беа точно. Кога отидоа дел од мојот кабинет, таму не постои куќа. Таму постои парче некакво земја на кое што се водат одреден број на избирачи. И се поставува прашање, што е проблемот да бидат тие проверени уште еднаш, да видиме кај се тие луѓе, заминале, не заминале, ги нема во државата. Да им оставиме простор да сами се пријават. Значи никој во Македонија не смее да го наруши избирачкото право. И тука сите се согласуваме. Никој не смее да брише луѓе кои што треба да се најдат на избирачкиот список. Ама кој му дава право на било кој политичар во Република Македонија, на било кој функционер да ги злоупотребува тие права. Така да, најважна е политичката волја. И второ, мора да има промени во државата за да можеме да имаме и реформи. Без тоа да правите и да очекувате реформи, дека ќе направи партијата на власт која што го злоупотребувала овој систем со години наназад е илусија. Благодарам. Благодарам. Дарко замоли за кратко прашање. Дарко, сакаш одма или потоа после Донче? Кратко коментар. Не. Клучната работа што е поврзана со системот на утврдување на живеалиште и престојувалиште е проблематично од сам старт за сите овие случаи кои што сега ги посочи господинот Спасовски. Тоа е една работа. Втора работа. Република Македонија веројатно е единствена држава во регионов и пошироко каде што при замена на стар
документ за лична идентификација, граѓанинот не треба повторно да однесе доказ. Што сакам да кажам сега? Ако јас сум регистриран на една адреса на живење и мојата лична карта или пасош истечат, по автоматизам органот ја заведува истата адреса на живење, па дури и по цена ја 10 години да сум иселен од таму и да не сум го испочитувал законот за живеалиште и пристојувалиште и да го пријавам својата промена. Че имаме проблем каде што покрај граѓанските обврски што не се почитуваат, значи тоа е нели оној период кога ти треба да смениш лична карта од која ќе го смениш живеалиштето. Тоа оди малку подлабоко, па да речеме некој кој што се иселил од Република Македонија во 1975 година и се одјавил, кога се враќа во Република Македонија 40 години подоцна, буквално 40 години подоцна, со старата лична карта која што е предмет на одјавата од 1975 се регистрира, односно добива лична карта на таа адреса каде што пред 40 години, без да покаже никаков документ согласно Закон за живеалиште и престојувалиште. Значи, да се утврди живеалиштето. Тоа значи дека повторно ќе се вратам на оно што го зборев. Може сега да се прави што, мислам, какви сакат договори партиите. Ова не реплицирам на господинот Спасовски, само кажувам дека набрзо на следните избори истиве проблеми ќе искочат на површина, без разлика. Ако не решиме, сето ова прво да го средиме, како не знам, значи дали ќе има политичка волја или не, оставам на политичарите, меѓутоа, ако ова не се среди сега, ќе биде многу тешко да имаме доверба и во резултатите од изборите под А и под Б, да имаме како граѓани доверба во тоа што ќе следи, односно во некој следен брз изборен циклус што ќе дојде. Благодарам, Дарко. На крајот господинот Дончо Герасимовски, поранешен директор на Државниот завод за статистика и искусен во овие постапки и на попис, и на избирачки список и даде сериозен придонес и при истражувањето, па ќе ни биде драго да го чуеме како заокружување неговото излагање. Повелете. Благодарам. Од она што е добро познато за јавноста, од она што постојано се говори катадневно, од она што и во овој момент, во овие моменти беше искажано од нас присутните овде на ова дебата трибина, е сосема јасно какви се состојбите во државата во однос на овој избирачки список. Веројатно во тој домен од повеќето што е присутно е карактеристично се каже, еве јас бидејќи сум учествувал да речем во 5 пописи спроведени во Република Македонија, еден од факторите говори зашто пропадна пописот во 2011 година. Ради ова политичка волја. Тоа е првата работа. Втората работа е, со години се говори, и јас го тврдам тоа, дека не функционираат институциите во системот. Што значи тоа? Со сите дадени можности на проверка на избирачкиот список од два аспекти, од барањето, од методологијата и нивното спроведување е следно. Првото беше со административните проверки кои сакаше да се направи нешто, се дојде до голема заблуда. Грешки, појави, неусогласености. Веднаш се констатира и се каже, јас кажувам дека при неидентични закони, при нееднакви бази на податоци, при неводење на регистри, на состојби ќе се дојде до различни ситуации кои што тоа го откриваат. И тоа се покажа. Не е битно во бројката. Меѓутоа, вие да не со години не заведувате починати лица е нонсенс. Нешто неприфатливо. Вие со години да не вршите промена на адреси, на улици, на куќни броеви е неприфатливо. Тоа го покаже административната проверка, тоа го покаже и теренската. Во теренската, ради непромена на лични карти во совесноста на граѓаните, ради неидентификување во Министерството за внатрешни работи, ради недоставување идентични податоци веродостојни од Министерството за внатрешни работи во Државната изборна комисија, се дојде до сите овие
појави, проблеми, неусогласености и на се она што е присутно во функција на пречистен избирачки и веродостоен список за граѓаните на Република Македонија. Пред малку беше говорено, Законот за престојалиште говори едно. Во рок од 8-15 дена од вашата промена на адреса, тоа треба да го направи граѓанинот. Точно е тоа дека со години наши граѓани, државјани се иселени надвор од земјата и го раѓа проблемот на проверките. Јас пред известно време говорев дека негде се проблематични околу 300.000 бирачи, гласачи во избирачкиот список по разни сите основи како да ги спроведеме. Првото беше, може по овие административни и теренски проверки е следното. Се открива, тоа е факт, 30, 50, 100 избирачи на иста адрес. Зашто? Заради институциите во системот што не функционираат. Имате една парцела каде што имала еден објект, сега на тој објект, на таа парцела има 5-6 објекти, кои што нигде не се заведени, а се појавуваат лица во избирачки список, на една иста адреса. Колку е точно и веродостојно, теренот го покажа. Теренот покажа колку наши гласачи државјани се наоѓаат надвор од оние што се обележани, тоа го нема со години, јас долго време го имам и работено тоа, колку наши државјани граѓани се заминати во странство. Нема таква бројка. Тие точки што сакаме, крстови, иксови во избирачкиот список е колку е веродостојно и колку е точно, бидејќи да и во пописот, во меѓународните стандарди, во Евростат, во Европска унија, каде сакате, се применуваат исти закони, процедури, методологии, класификации и стандарди. Ние тоа не ќе да го примениме како држава. Ние не ќе да знаеме колку сме во земјата, колку сме надвор. Тоа е дел и во избирачкиот список. Проблемот настанува веднаш, кај одредена етничка групација, во било која, вие сакате да не бришете во избирачкиот список. Пред малку каже Оливер, никој не брише од избирачкиот список доколку не постои законска регулатива. Тие може да останат, меѓутоа се знае каде се, што се и колку се. И тие имаат право на глас, никој не го спорува. Меѓутоа, верувајте дека во тој избирачки список има граѓани, точно е тоа, кои што се многу одамна заминати, кои што немаат променена адреса, кои што можеби имаат или немаат нова лична карта и врз основа на патна исправа. Во крајен случај стојат во меѓународните стандарди патната исправа, пасошот не е документ и за гласање. Веродостојна личната карта. Оние 35.000 што ги нема, останати и така натаму. Бидејќи заминал еднашка, не е вратен, го нема и така натаму. Значи проблемот на уличниот систем од теренската проверка. Проблемот со теренската проверка се утврди колку има повеќе бирачи, гласачи на една иста адреса. Теренската проверка докажа и покажа колку наши граѓани кои што не се во избирачкиот список обележени дека се во странство, меѓутоа со теренската проверка спорва и тоа на кој мал процент на учесници, односно на проверки кои ќе направиме. Бегањето дека не треба да се проверуваат оние 123.000 и така натаму, за да после 10-15 дена, добро треба, па сега треба, па на крајот ќе искочи да, сега треба, меѓутоа тие да ги стакнеме јавно, транспарентно и така натаму. Па избирачкиот список добар беше што се објави јавно и транспарентно. Појавите и проблемите ги откривме. Меѓутоа веднаш другиот ден го скривме тоа дека не може да се види. Документи и примери имаме секој од нас. Како сакате, јас го кажав мојот пример, 20 години живеам во стан, уште 4 особи имам кај мене. Поташнава сега носам овдека, од радиодифузија завчера ми стаса на X лице кој што нема ништо со мене заедничко, а требало да плати радиодифузна такса и така натаму. Тоа значи несредени работи во институции на системот. Реформите кои што се предлагаат, јас со години ги предлагам тоа, на нефункционирање на институциите во системот е следно, дека тоа мора да се створи веднаш. Бројката е неимолива. Меѓутоа етничката припадност, да речам, верската припадност и така натаму не праша во избирачкиот список кој е нивниот број. Не е важно кој е каде е. Стои тоа дека влијанието на политичките партии е големо и силно врз изработката на избирачкиот список. Нефункционирањето на Министерството за внатрешни работи, на Управата за матични работи и на 10-11 институции кои што не се компатабилни меѓу себе, не можат на крајот да го дадат резултатот и доаѓа до уште поголема збрка и збунетост и неверодостојност, односно забуна кај граѓаните. Во сетото од она што е присутно секако мора да се прават. Јас во една дебата на ТВ21, примерно со подпредседател на Државната изборна комисија, вели, јас ги бранам интересите. Експерте, ве молам, како вие браните интереси на некого едно друго? Вие сте за вредостоен, па ние не сме виновни, вино е Министерство за внатрешни.
Па вие само верификувате и подпишувате список. А внатре што има? Произлегува на крајот, бидејќи долго време го журуваме тој список да не речам, е следното. Во тоа само се кумулира нешто. Меѓутоа, без да се враќаме назад, што треба да бришеме и додаваме. Најдобар доказ, велам, беше умрените починати лица кои што не се ажурираат редовно, не се пријават и така натаму. Што е функцијата на институциите? Од тука произлегува дека при ваква државна изборна комисија, за која што постојано ве се говори, е далеку од она што е експертска, стручна и да работи на стварноста, веродостојноста и она што е вистиното за државата. Велам дека сија се активности кои што беа спомнати и предлози и реформи мора да се направат во системот на државата кон подобрување на ова стручно, експреско и непартиско силно влијание во институциите, па посебно во Државната изборна комисија. И не може никога да се префрлува топката Државната изборна комисија само да го потпише избирачкиот список, меѓутоа што има внатре не може до крај да го прочисти. Затоа што таков го добил од надлежна институција. Па проверете ги документите на оние пред точно 40-50 години што се заминати во странство. Тие ниту се родени во земјата, ниту живееле во земјата, ниту имале постојано место на живење, а се наоѓаат во избирачки список. Бројката за мене не е битна. Битни се појавите на она што е појавено во избирачкиот список. Битно е тука се добива веродостојноста, тука се добива веродостоен избирачки список на кој што граѓаните ќе имаат тако. И на крајот, секако тој избирачки список мора да биде доставен на јавноста, на граѓаните, да секој на вистина се најде внатре, се провери, ги каже своите состојби и сето тоа се ажурира врз основа на соодветната документација која што имаме. Тоа е личната карта, документ кој што е надлежен го издава Министерството за внатрешни работи. Ја имав еден предлог уште порано и сега и во иднина кон Министерството за внатрешни работи. Тоа е точно дека нема база и регистри кои што треба да бидат соодветни, да влезе врз основа на што е издадена таа лична карта, врз основа на што е дадена таа патна исправа. Без никаква документација. Само документ дека ја имам лична карта. Морам да поставам барање. Морам да ми го задоволи некој барањето. Мора да ми одговори позитивно, негативно. Се издаваат лични карти, не 35.000, ама тие сега ги говориме. Меѓутоа, наназад колку се такви издадени, на наши кои што се заминати, не наши. Едно е воѓат дека ние сме чувствуваме во Австралија, македонци, во една дебата ми викат ние сме 600.000. Меѓутоа, од каде сте отидени, каква документација имате? Ниту е роден, ниту е живел, ниту е престојувал, ниту имал документ на лична карта или било што некоја исправа од Република Македонија, сега во избирачки список. Како го добил? На крајот викат, извинете, Господа, не е на помош да го испитаме тоа. Тука се појави тие проблемите и со едни вакви стручни, експрески и институционални проверки, али професионализам и во институциите на системот, поготоа што го вода това. Нема мој, твој, нема наши, ваш, нема вака припаѓа, така припаѓа. Како е? Соодветно согласно законите. И на крајот, значи, мора примена на законските опредбори кои не ще дадени. Благодарам. Во контекст. Која е карактеристиката на оваа државна изборна комисија? Ние сега нели говориме, да, државната изборна комисија ги добива податоците од институциите и го потпишува избирачкиот список. Овде има сериозен криминал од членовите на државната изборна комисија заради тоа што тие не добиле податоци. Кога говорам дека не добиле податоци, не може за 72.793, каде што министерот не се потпишал да ги даде податоците, а законот вика министерот и заменикот министер заедно подпишуваат, тие смета дека добиле податоци. Јас пишав писмо, прво генерално до државната изборна комисија, едно, второ писмо до секој член поединечно и укажувам дека ова е незаконски затоа што закон за влада вика доколку било кој правен документ, а со однесува на избори не е потпишан од министерот и од дополнителниот заменик министер, правно не важи, не постои. И му кажувам на тоа дека правите законски престап. Тие одговара, да, ама важно некој ни го достави од министерството. Па видете, од министерството може да ви достави полицајецот на врата што чека, да, било како податок да ви го потпише и да го достави. Ако можеме така да ги правиме списоците, значи, затоа имаме сега и полош избирачки список. Затоа што никој апсолутно не добил правен легитимитет со документи кои што биле доставени за да имаме релевантен избирачки список. Одговорноста тука е уште поголема.
Благодарам. Џабир сакаше нешто на кратко и Билјана после тоа. Јас имам кратка, би рекол, реплика на претходниот говорник, кој рече дека институциите не функционираат. Кога ние би имале институции кои не функционираат, не би биле во оваа ситуација. Би биле во лоша ситуација, ама не би биле во оваа ситуација. Ние имаме институции кои тоа како добро функционираат, меѓутоа не функционираат според словото на законот, туку функционираат според наредбите од партиските врхушки. Ние имаме ситуација во која се спроведуваат волјата се спроведува на мал број луѓе преку институциите на крајно криминализиран начин, веќе со години. Заради тоа имаме ваква ситуација. Инаку, само еден од стотиците случаи. Во село Слоештица имате две лица со иницијали ПИ и МИ. Тие никогаш не живееле во село Слоештица. Меѓутоа се наоѓаат на избирачкиот список со име и презиме во тоа село. Некој таму ги внел, ги запишал. Истото се однесува на РС и ТМ во општина Чаир. Никогаш не живееле таму. Меѓутоа се наоѓаат на избирачкиот список во општина Чаир. Некој таму ги внел, некој ги запишал, направил цела серија од постапки административни внатре во институцијата, оставил најразлични траги за тоа како нив да ги вметне во избирачки список. Не зборуваме за тефтерчиња во мини маркети каде луѓето се запишуваат на рабош. Зборуваме за избирачки список, зборуваме за систем, зборуваме за институции. Тоа е нашиот проблем. Тоа што дали функционираат добро или лошо, си постојат други мерила и нормално институциите, да кажеме во Белгија, не функционираат баш најдобро. И имаат проблеми, разни. Меѓутоа ги решаваат на законски начин. Овде имате друга ситуација. Благодарам. Билјана, и ако има некој од присутните исто така прашање? Фактички имам прашање на некој начин, па потоа другите, значи, сега сакам да размислуваме и конкретно, нели, од оваа точка натаму што можеме конкретно да направиме. Зборувавме на почеток за активната регистрација и таа, нели, беше една од заложбите, но не се случи. Дали останува таа опција, дали останува повторна теренска проверка, што со базите, исто така, мислам дека и законот не се смени во делот на процедурата и воопшто како може да се бришат и да се третираат спорните гласачи. Значи, што правиме со овој пакет, дали имаме некои конкретни чекори кои што можеме да ги предложиме и кои што навистина би вродиле со прочистување на избирачкиот список? Јас пред да им дадам да прашаме од некој од присутните дали има некое прашање. Еве, повелете, да, па потоа зашто ние новинарава потигна сум од ова и синоќа случува. Имавме три влеза, во влез 2 и 3 имаше по еден наш сосед, кој вистина живее тука, меѓутоа неговото семејство го нема, другите семејството, и се гледаше дека работата не е довршена, дека почнале да ја градат, да зидат нешто. Сега имаме 7 влеза. Сме кула со еден влез. 7 влеза. Вратени ни се сите што се иселиле во 32 години стара зграда, значи се случува. Дури ни се вратени оние што пред 20 години се иселиле и починале. Сме биле на погреб. Тие ги немаше претходниот пат. Тоа говори за систем. Значи они се обидуваат да ги наполнат оние работи за да дојдат до она што треба. Затоа дојдовме до 2.400.000. Ќе споменам, на оној попис што го спомна господин Герасимовски, ние како новинари добивме неофицијално известување дека ние имаме 4 милиона жители. Што, нали, беше карикатура од систем. И дека се тоа покажува дека ДИК рече 2.400.000, нали? Така чувме, односно добила од полиција, брат. Чаков рече 2.400.000 човече.
со 500.000 жители иселени. Еве сега ќе ви кажам, кај нас се вратени, значи сите што се иселиле во странство, сите што го продале станот, имаме станови што 2-3 пати го смениле. Собственикот ни го враќаат. Значи они уборно се ги водат тие. Кога треба, имаат систем како може да влезат тие по потреба кај нас. Се едум влеза, ви се молам. И ние имаме сигурно кај нас 5-60 жители повеќе. Гласачи зборам, не жители. Значи тоа се возраст. На 200 имате уште 5-6. Замислете една петина или една четвртина, само во една зграда во моја населба има 10 најмалку такви згради. Замислете колку се тоа веќе само тука. Ќе ви кажам, ги проверив и другите, кај што имаше. Одма знам кај се. Значи кај ме во зградата, падобранците се, ако се во станови, се главно кај луѓе во кои системот има доверба, тоа е едно. Второ, каде што е правно проблематично. Значи се наоѓаат во наследен, не живее никој, се издава и така натаму. Таму ги имаат уфрлено сите овие луѓе и бидејќи не може двоисти стан, за да не го забележите дека стан 34 има 3 пати семејство, вие ќе го стават у некој измислен влез, нали? Влез 3, па влез 7 и така. Исто се случи кај мои роднини кои знаев дека ќе ги имате. Едноставно знам дека заслужиле системот ги држи во раце затоа што им дал нешто. И сега имам братучет каде што има 12 души цело семејство внесено. И иако беше пријавено, тоа се уште има 12. Мислам, над мене имаше, во првиот пат пријавивме дека има 5, дошла теренска проверка и се концентрирала на тој некон подобранец, некој кој не е съмнителен. Значи, тој, немате ништо лична карта, има све. Добро е, избришано е сега. Значи, сепак било малце пресомнително и може би тој патер фамилијасот рекол, дај трнете ми од глава, ќе има може би проблеми утре. Меѓутоа, најголем дел од тоа, тие не се избришани, вклучувајќи и пратеници во собрание. Кои како да живеат во касарна, да ви кажам. Мислам, вистина е. Имаше некои работи излегува, некои работи не излегува. Имаме правни лица кои држат многу. Тоа е она што е фирмата за парно грејење, што се развива како систем. Не овој МЕК. Тоа никој не го гледа и не знам зашто не го виде. Тоа е во општина Центар. Еднаш како кажа поранешниот пратеник кој следеше енергетика, добро, од СДСМ, и ги укаже на изборите во општина Центар и се уште седи и тоа ми се чини стан со најголем број жители во општина Центар. И не излезе во јавност, не знам како да ви кажам сега. Имате еден стан, прво правно лице, тука има ризик огромен. Излезе еднашка во јавност, требаше да реагира директор кој потпишува там. Значи тој држи илегалци, што како да речам, мислам. Значи имате, тоа се покажува систем. Значи ги ставаме онаму каде што знаеме дека има доверба. Да не зборам за брат на пратеничка и така натаму што го имавме во општина Центар, а јас реков дека тој брат има и станови во истата зграда на други влезови. И таму треба да се провери. Не знам дали отишло те. Значи сакам да кажам дека системот работи. И дека сега е многу похаотично него што беше пред 3-4 месеци. Нам така не изгледа, ама за нив. Добро. Не, они правеле да го поправат. Вемо. Бидејќи рековме да одиме, полека се празни и салата, да одиме на тоа што би можеле да направиме конкретно. Благодарам на прашањето. Дарко. Август 2015 е месецот кога Граѓанската асоциација МОСТ прв пат во јавност искочи со предлог за активна регистрација на гласачи. Сега ќе дојде август 2016. Ако имаше политичка волја, тоа можеше да почне во септември и верувајте, ќе беа сега може би легитимни обидите на политиката да се договори па во ноември да имаме избори. Или пуште тогаш да се договоре. Ова сега, што се случува, не верувам дека некој сега ќе може да предложи конкретни чекори и при тоа да може да сноси одговорност, бидејќи ако нешто предлагаш, утре треба и да кажеш, види, добро или не чини. На вака брз рок, зборам и за изборите во април, на вака брз рок може само да дојдеме до некакво решение кое што ќе представува импровизација. Можеме да дојдеме до некое решение кое што пропагандата ќе го представи како добро и ќе се обиде да влие врз граѓаните да имаат доверба и ќе си одиме на избори со малте исти избирачки список. Од целата оваа шарада
и да не кажам импровизација која што ја сведочевме изминатите 6 месеци, официјалната бројка на избришани гласачи кои што ни беше доставена, официјалната бројка чинам дека е 1129 починати, избришани. Плюс еве овие 573, мислам дека бе, или 537 отпустет што се избриша, значи збориме за некои 1800 луѓе, 700 луѓе кои што се избришани у 6 месеци, значи повторно ќе кажам, се што ќе представува натака, ќе види импровизација. Ако не земеме да се занимаваме со системот и со реформите. А политиката што ќе реши, на крајот, ние можеме да го напаѓаме, меѓутоа политиката ги носи одлуките очигледно. Џабир? Во принцип е само мало надоврзување, меѓу другото во поглед на активната регистрација. Ние го поддржавме предлогот на МОСТ, секако сметајќи ги за релевантни нивните експертизи. Но набрзо потоа мислам дека во овие кругови се создаде една дилема дали активната регистрација е најдоброто решение во вакви општествено-политички услови. Со други зборови, имате ситуација во која ние знаеме дека еден број сериозен на граѓанки и граѓани гласачи беа спречени да гласаат во одредени изборни процеси. Од X причини, односно било проценето дека нема да гласаат за владеачката партија. Слично или исто, може би уште по драстично можеше да се случи со активната регистрација и така натаму. Меѓутоа се разбира тоа се уште останува како една добра опција под услов институциите да функционираат според законот, а не според партиските налози. Она што е најважно сега е да знаеме дека ние имаме релативно добро поставени методологии. Имаме добро поставен систем на јавна контрола преку невладините организации и така натаму се разбира и други инстанции. Имаме релативно добар изборен законник. Релативно велам, сериозни недостатоци се уште има и после реформите, и за тие се говореше во јавноста и во изминатиот период. Тоа што недостасува е политичка волја, односно решение да се тргнат криминалците од процесот. Едноставно, да ги тргнете оние кои се осомничени и за кои постојат индикации дека го злоупотребиле системот, ние ќе имаме подобра ситуација. Нема да имаме добра, меѓутоа ќе имаме подобра од сега. Ако тоа не го направите, тоа е политичката волја всушност. Ако таа се мери, таа не е само филозофска категорија. Ако тоа вие го направите, ние имаме некакви шанси да имаме барем нешто налик на слободни избори, кога и да се случат тие. Ако тоа не го направите, ние само ќе тонеме понатаму, затоа што овој начин на деформација, тој не може да остане само волку деформиран. Тој мора да пропаѓа уште. А апропо тоа што го зборуваше Љубомир Преска, тој дополнително ќе се инфицира и ќе се направи уште поголема збрка. Вие имате ситуации во кои цели згради или пак една страна на улицата каде што имате згради, висококатници, од другата страна имате паркинзи, во избирачкиот список постојат индикации, всушност левата страна е пресликана во десната страна. И низа такви случаи. Тоа не може едноставно да се исчисти ако немате политичка волја. Експертизата е тука, можат секојаш да се јават, ќе отидат луѓето и ќе го проверат тоа. Меѓутоа треба да ги викнете, а не да ги напаѓате во медиумите дека работат спротивно на изборниот законник и на кодексот за наблюдување. Тоа е. Добро, дали има уште некој да каже, да праша нешто пред да затвориме, час и половина веќе помина, Билјан? Не, јас само да најавам за тие кои што
што не се брзаат, имаат малку време, доли имаме едно освежување. Добро, еве ве покануваме да поразговараме и да продолжиме и ви благодарам на учеството и на дебата.